И покрај политичката криза која се одрази врз економијата во државава, 2016 година за Полошко сепак и не беше така лоша, оценуваат експертите. Се отворија повеќе од 100 фирми преку проектот самовработување, што резултираше со намалување на стапката на невработеност. Во слободната економска зона пак, инвестицијата на компанијата Леар отвори дополнителни околу 500 работни места, што е од особено значење за регионот, велат во Агенцијата за поддршка на предпријатија ЕСА. Кажав успешно зашто, бидејќи ова година е бројот на новооформени фирми преку оваа мерка достигна рекорд, значи над 170-180 на ниво на Полошкиот регион, а во Тетово, само во Тетово, да кажеме, околу 110-120 нови фирми. Значи, фирми кои што беа регистрирани по еден или вработен преку проектот и беа субвенционирани со грант од 185.000 денари. Годинава што изминува беше плодна и за самата агенција ЕСА, вели Јусуфи. Тековно се спроведуваа бројните проекти кои бележат успех во нивната реализација. Спроведуваме ваучерската програма редовно секоја година, субвенционирање на консултантски услуги за предпријатија од нашиот регион. Исто така и проектот на Инфопулт кој што даваме информации и совети за почетни и постојни бизниси. ЕСА исто така реализираше и други проекти, како што беше проектот со Сдруженијето за локален регионален развој, жените од руралните средини клучна за економски успех, каде што тамо направивме две обуки за едната за почетни бизниси, другата за постојни бизниси и изработивме 10 бизнис планови за селектирани кандидатки жени од руралните средини и можем да кажем дека од тие од групата на почетни бизниси 4 до 5 кандидатки стартува со своите бизниси, а од групата на постојните бизниси 3 бизниси своите инвестициони планови или бизнис планови ќе ги реализираат или се во тек на реализација во пракса со зголемување на нивните капацитети за работа. Економистите се надеваат 2017 да биде економски уште подобра, да има нови инвестиции, вработувања и просперитет.